И така се договорија првата локација каде што исчистија, беа околу 10 души, беше кај клиничкиот центар. Јас сум Филип Антов, студент на правниот факултет во Скопје, прва година и член на организацијата Не биди ѓубре. Ќе ја издвојам акцијата кај Вардариште кога чистевме. Локацијата беше навистина тешка за чистење, но ете, пронајдовме 500 евра и тоа не мотивираше. Последната адхок акција што ни беше во градскиот парк, собравме 5 души, собравме 30 vreќи ѓубре. Јас сум Умер Моамеди, студент по втора година, правниот факултет Јустинијан први и активист на организацијата Не биди ѓубре, најнов член сум. Најважно е комуналните работници да се мотивирани, ако може во конфекција работниците да се платени по парче или медиумите по статија, зашто и комуналните работници да не се платени според она што го работиле. Но верувајте, според она што сме го виделе на терен, луѓето се толку креативни во фрлањето ѓубре, така што ни најспособните работници не би можеле да стигнат се да исчистат. Така да тука треба да се приклучат општинските инспектори и полициските службеници. Јас сум Боркица Тинтоска, имам 20 години и студент сум на Градешки факултет. Видете промената што сакате да ја видите. Работите нема да се сменат самите од себе, не се доволни коментарите на Facebook типо на браво, секоја чест, и стикерите што нервираат класната и до институциите. Крајно време да се преземе нешто затоа што доста ни од празни зборови и оправдувања.